Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 68-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радиоемисија посветена на актуелни ТВ серии. А надалеку е познато дека докторите, посебно хирурзите, се вообразени и арогантни, односно таа самобендисаност доаѓа пред се од самопрогласената констатација дека се најдобри пред се во професијата и во нивни раце се наоѓаат судбините на луѓето кои ги имаат отворена под на нивната маса под анестезија. Некои од овие човекомеханичари, ајде да ги наречеме, со доблест ја извршуваат својата професија и спасуваат многу животи, се надоградуваат и повремено прават несакани грешки, како и сите луѓе кои што си ја сакаат својата професија, кои до крајот на животот ќе ги прогонуваат за нивниот неуспех, но не е таков случајот со доктор Кристофер Данч, кој што намерно ќе масакрира 30 на пациенти кои од рутинска 20-минутна операција, например, со сати ги држи отворени и нанесува толку голема штета што со здрави луѓе буквално прави инвалиди. Чишто небрежни одлуки тим на хирурзи не може да ги санира и да ги врати во нормала пациентите. Ставно збор за главниот лик од серијата Доктор Дев, за која што ќе ви говорам во 68-то издание на ТВ 103. А на почетокот на емисијата слушнавме 3 композиции од бендот Albatross Overdrive, односно станува збор за еден моќен калифорнијски бенд кој што е под силно влијание на Clutch, на Fu Manchu, на Desert Rock, на Hard Rock влијанијата. Пред се една светла точка на калифорнијскиот Stoner Rock, кој што го издадоа нивниот албум Icy Red, од кој што ја слушаме композицијата Get Fucked, истоимената насловна композиција Icy Red, и Been to Space. А во продолжение слушаме традиционално една композиција од Rage Against the Machine, односно го преслушуваме Evil Empire, конкретно ќе слушаме композицијата Tire Me, заради тоа што сте безобразни, тешко ви носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет, ќе слушаме Rage Against the Machine на канал 103, со надеж дека ќе излеземе некоја шо од овај ковид кошмар во кој што се наоѓаме. А доколку сакате да дознаете како се станува малициозен хирург, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 68-то издание на емисијата ТВ 103, во која што ќе ви говорам за Доктор Дев, која е американска криминалистичка драма, мини-серијал создаден од страна на Патрик Мекманус, односно човекот кој ги има продуцирано претходно Марко Поло, Happy Homecoming и моментално работи на The Girl from Painwheel. Доктор Дев се базира на истоимениот подкаст на Лаура Бейл, кој што првата сезона ја посветува токму на хирургот од самата ТВ серија, втората е за ливанскиот онколог кој препишувал хемотерапија на кој ќе стигнал, а третата сезона е за неетичките експерименти на еден хирург измамник. Серијата е продуцирана за стриминг сервисот Peacock, кој се разбира дека е во собственок на ABC Universal, односно на Comcast. Многу ретко посветуваме емисии на сериите на овој релативно нов стриминг сервис, затоа што се премногу наивни продуцираните пред се серии, комедиите им се глорифицирани несмешни ситкоми, мелодрамите се од рангот на редундантни дела на националните телевизии, што значи дека само за една друга серија, ако не се лажам, сум правил емисија во овие 68 изданија на ТВ 103, ако не грешам, а тоа е One of Us is Lying. Денес актуелна е Bel Air, Paris in Love, Meddling, True Story with Eden Randall, а во најава се Joe vs. Carol од Tiger King инспирација која што повлекува, потоа Buzztown и многу други реалити шоа. Ако треба да ја утврдам пред се демографијата на овој стриминг сервис, тога што се
очајни домаќинки, најверојатно, не знам. Реткост е да се нафатам да гледам некоја серија од таму, но за Доктор Деф дознав преку Джейсон Блам, кој беше обседнат со овој подкаст, но за жал не се избори за да ги добие правата за адаптирање на овие грозоморни приказни на Блумхаус или во соработка со некоја телевизија, кај што реалноста ги има изродено овие монструми во човечка кожа кои што се злобни за тоа што им се може. Серијата беше објавена во целост на 15. јули 2021 година. Тука добиваат поени од мене, од моја страна, Пикок, но јас имав можност да ја погледам дури во периодот на јануарскиот одмор, никако да и дадам по приоритетно место за гледање минатото лето, па затоа незиниот ред дојде дури оваа зима. 8 епизоди број првата сезона, кои варираат од 40 до 60 минути по епизода. Па ако го земеме просекот од 50 минути, тогаш ќе ви бидат потребни 6,5 сати за да изгледате во целост. Јас мислам дека за 2 дена изгледав, ако не се лажам, со незиното преполување. Така што не би сакал оваа серија да ја добивам или гледам недела за недела, нека не им паја на памет некакви си луди идеи на Пикок, затоа што љубопитноста ја иницира и не би можел да се воздржам да не ја пуштам наредната епизода. Така што ги сакам да бидат сите епизоди во моја собственост, па јас да си го диктирам темпото кога ќе сакам да ги гледам. Во серијата станува збор за арогантниот неврохирург Кристофер Данч, психопат во бело, кој што затоа што му се може ги отвора неговите пациенти и ги масакрира за време на операцијата, оставајќи 30 од нив да бидат инвалиди кои има дојдено до нарутински зафат и при тоа усмртувајќи двајца. Против него започнува хајка од страна на двајца негови колеги кои се згрозени од неговата практика, заедно со младата асистентка на јавниот обвинител, кои имаат потешкотија да докажат дека безобзирниот хирург намерно ги убива своите жртви. Не бил на часот кога се положувала Хипократовата заклетва, очигледно, ама затоа Хипокритовата ја знае и тоа како на памет. Deep Loss Ain't No Bum, Doc Ellis, An Occurrence at Randall Kirby Sink, The Shit in the Bed, ако не се лажам, ова треба да е. Occam's Razor, Feet of Clay, Hardwood Floors се насловите на епизодите од првата сезона. NBC Universal уште од 3 октомври 2018 објавија дека ќе го адаптираат подкастот во форма на мини серијал, која уште пред да се објави Пикок, тие најавија дека ќе се најде на стриминг сервисот, значи Пикок не ни постоеше, кога беше најавено дека NBC Universal ќе ја реализираат оваа серија од 2019 година, а најавено беше дека Стивен Фрирс треба да го режира пилотот, меѓутоа на неговото место дојде Меги Кили и таа сними првите 2 епизоди. Серијата на еден перфиден начин му овозможува на гледачот да биде сведок на создавањето на еден човеколик монструм, еден пропаднат и неуспешен рагбист кој не умее да разликува лево од десно, кој преку ноќ одлучува дека ќе стане доктор, и тоа неврохирург скоро на тоа, затоа што има некои недокажливи идеи за унапредување на медицината, кои што за мене ми изгледаат сумничави, меѓутоа, има некое поле во кое што би сакал да истражува, меѓутоа, наместо да се фокусира конкретно на истражувањето и докажувањето на неговите тези, тој решава при тоа да зема скалпел во неговата рака. Затоа е доволно арогантен да се истакне дека е најдобар во професијата, додека го бркаат од една во друга болница, налик свешениците педофили кои црквата ги префрлува од една во друга парохија. Не само што е срам за својата професија, туку овој убиец со скалпел, кому рацете му се тресат на сред операција, има пропастено не само 30 на пациенти, туку индиректно ги има фрагментирано нивните семејства кои мора да се грижат сега за неговите пациенти, без разлика дали се опрашање заборавени гази во внатрешноста, инструменти или оштетени нерви, скршени коски, едноставно непоправлива е штетата која што има нанесено овој социопат. Секој можел да му заврши под скалпел на сладкоречивиот доктор, но тој е продукт на скршениот систем кој што дозволува непречено да оперира, без да се покрене
постапка за разгледување на неговата работа од страна на докторската комора која што би му ја одземала лиценцата за работа. Меѓутоа, потешко е да се докаже штетата која што ја прави дека се базира на негова небрежност, отколку да се избрка, односно да се иземе таа лиценца која што ја има. Така што докторската комора на многу подмолен начин го заштитува со оглед на тоа што е харизматичен и шармантен, има пријатели на повисоките места овој манијак. Пилотот за ловот на социопатот се прикажа дури и на престижниот фестивал во Трајбека, а серијата е номинирана со 3 Critics' Choice награди, но затоа што е лимитирана, тоа е категорија кај што треба да се бори со гигантите на ТВ екраните и не верувам дека ќе може да се дограба до некоја дополнителна награда, до номинација секако, може да биде фаворитот на Пикок да заврши на овие листи. Меѓутоа, да се здобие со награда е речиси невозможно. Со оглед на тоа што скоро сите серии за кои што ви правам емисии на Канал 103 се лимитирани серии. Значи, може да замислите во каква конкуренција треба да застане оваа серија на релативно младите Пикок, кој што е уникатна, со оглед на тоа што покрива еден бизарен случај од реалноста кој се надеваме дека никогаш нема да се повтори. И има значаен актерски перформанс со добар избор на актери, меѓутоа, кој што е еден од нив ќе има еден темен облак кој што ќе го надвиснува најверојатно до крајот на кариерата, благодарение на неговите исто така небрежни одлуки, меѓутоа тешко дека ќе може да се избори оваа серија да се протне во останатата багра на квалитетни и вредни, лимитирани ТВ серии кои што се во трка за престижните награди. Значи, зборуваме за Глобуси, за Еми, зборуваме за наградите кои што ги доделува ТВ Академијата. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, имено во продолжение ги слушаме Holy Witch. Тие го издадоа нивниот албум, ако не се лажам, беше Levitating, односно станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Шривпорт, од Луизијана. Комбинација на heavy psych, односно на психоделичен стонер рок, ајде така да ги дефинираме, кои што го создадоа ова прилично моќно издание, од кое ќе слушнеме композицијата Reaper, насловната Levitating, потоа Nightcrawler и ако имаме време ќе слушнеме и Evil Woman, и внимавајте на прекрасните гитарски сола кои што се појавуваат конкретно во оваа композиција. Така што во ТВ 103 слушаме Holy Witch, а потоа се враќам во да ви говорам за улогите, односно актерите и актерките кои што и глумат во оваа серија. Уживете! Вие слушате Радио Канал 103, ова е 68-то издание на емисијата ТВ 103, која што е посветено за ТВ серијата Доктор Деф, а во овој сегмент на емисијата сакам да ви говорам за актерите и актерките, односно улогите кои што ги имаат во оваа серија, која е предводена од Джошуа Джексон, кој го глуми Кристофер Данч, односно тој е арогантниот доктор кој има отсакатено 30 пациенти, од кои 20 починале по неговата операција. Тој е поранешен рагбист кој не го бива за спортот, па одлучува да стане хирург и да си отвора пациенти која ќе му се посака, да ги лаже дека е најдобра професија, оставајќи ги масакрирани по рутинскиот хируршки зафат. Човек кому неуспесите не му се пречка да го остави скалпелот. Прогонет е од една болница во друга, која ќе заврши на судење, егото му е толку големо што не сака дури ни да признае дека е лош доктор, иако одбраната која му ја подготвуваат адвокатите се однесува токму на неговата неспособност која да ја заврши пред се работата која што ја има започнато. На оваа погрешна професионална одлука пред се, односно одлука за избор на професија, има огромна колатерална штета на сите пациенти кои што ќе дојдат под негова нега и треба да послужи неговиот пример за човек кој што треба понастрана да се држи од операционата сала, кој Джошуа Джексон со неговата харизматичност и тоа како доста добро го доловува пред се за
овој социопат во бело, јас што го нарекувам. Крис Гамер ја глуми Ким Морган, која што е превртлива исто така социопатка, гладна за слава, нали, докторот чија што изигрува секретарка и љубовничка, која што ја глуми во серијата, десната рака на докторот, која ги прикрива сите негови подмолни случаи, женска верзија на докторот, која ги носи јагнињата во кланица, додека и таа не биде изиграна од него и од неговото надувачко его. Наспроти него го имаме и Кристина Слейтер, кој што глуми Рендал Кирби, кој е подеднак арогантен доктор како Данч, искрено да видам, меѓутоа тој си ја заслужил титулата хирург, иако импулсивен и ревносен, едноставно е посветен на тоа што го работи. Меѓутоа тој по секоја цена па сака да го спречи Данч во неговата работа и да му одземе лиценцата. Тој заедно со Роберт Хендерсон покренуваат иницијатива за одземање на таа на докторската лиценца, но во САД ако во една сојузна држава ти одземат, можеш да си ја практикуваш, се разбира, во друга, па подготвени се овие двајца да одат до крај се додека не излезе на виделина вистината за неспособноста на овој доктор. Значи, покрај Кристина Слейтер го имаме и Алек Болдвин, кој го глуми Роберт Хендерсон, тој е пријателот на Рендал, кој што исто така сака да види како му ја одземат лиценцата на Данч, се извинувам, кој може да забележиме дека воопшто не му е лесно да ги спасува животите на пациентите кои ги има претходно масакрирано Данч, а се јаде однатре на сите негови грешки во професијата, за кои нема да може да си опрости, камо да беше така и во животот, и за разлика од Данч, кој е социопат, кому не му е грижа за живота на жртвите, не е таков случајот со Роберт. Едноставно, Роберт во комбинација со Рендал се една good cop, bad cop соработка, има некаков си броменс, како што би нарекле американците, односно има некаква си пријателска поврзаност која ги обединува во нивната заемна омраза. Доминик Бърджес го глуми Джери Самерс, тој е долгогодишниот пријател на Данч, уште од факултетските години, кој ќе заврши под скалперот на Данч, но кога докторот ќе го упропасти и неговиот живот ќе се развие своевидна огорченост пред се помеѓу пријателите, што се разбира дека е наменска и заслужена и треба да се појави, со оглед на тоа што Данч нема ни да сака да го погледне осакатениот пријател, откако ќе му го упропасти животот, и кој до крајот сепак останува лојален со идолизираниот доктор. Токсично пријателство е во прашање кое што сметам дека се базира на своевидна лажна доверба помеѓу нив. Ана Софија Роб ја глуми Мишел Шугарт, односно тоа е младата асистентка на јавниот обвинител, која што можете да слушнете од најавата, која го зема во своите раце фајла за случај од дното на папките во канцеларијата, кои што остануваат нерешени од страна на овој оддел. Млада и полетна адвокатка која сака да ја докаже пред се својата спретност и да се избори против неправдата, односно да им даде глас на сите жртви кои што ги има докторот. Да не ги забораваме тука, што не напоменеме Дон Данч, кој што глуми Фред Легне, односно тоа е таткото на Кристофер, кој завршува да му ги замачкува сите неуспеси кои ги прави неговиот син, односно да ја плаќа, условно кажам, нивната цена, па дури и да го трпи во домот, која ќе биде избркан од болниците и ќе му биде потребен кров над главата. Се срами од човекот кој го изгледал, кој што смета дека нема капацитет да биде доктор, со оглед на тоа што па синот сака да му докаже колку и тој е способен да ја има таа улога, каква што е имал неговиот татко, меѓутоа секојаш ќе остане во негова сенка, заради тоа што Кристофер е човек кој што сака на најкраткиот можен начин да дојде до целта, една особеност која што ја забележувам од сите млади работници, ајде така да ги наречеме, во сите професии денес, заради тоа што не им се важни процесите за да дојдат до самата цел, ако може таа да ја имаат уште денес. Значи, кратењето на процедурите,
не му ја олеснува работата на Кристофер и на тој начин нема да го има инстантното задоволство од изведбата на самите хируршки чинови кои што тој можеби ги посакува. Сепак предимство му е да биде славен, да биде популарен помеѓу колегите, едноставно да биде еминентен во полето на неврохирургијата, меѓутоа за да се биде тоа бара упорна работа и не е само вежбањето, туку потребна и една доза на талент која што очигледно е неприсутна во рацете на докторот. Да не забораваме да ги напоменеме и Джош Бейкер кој што глуми Харбард Пондужур, односно тоа е еден од докторите кои му асистирале во операционата сала на доктор Деф, односно Данч, кој ја забележува пред се неговата неспособност да се справи со задачата која му престои за време на операцијата, но е подчинет и не може да се противи, но се разбира дека се приклучува на хирурзите кои што се борат да му ја одземат лиценцата на Данч, така што тој е еден од првите кои ќе се побуни, односно ќе го дигне гласно, односно ќе ги каже своите согледби кои ги имал против работењето на неговиот предпоставен хирург. И да не го забораваме специјалното појавување на Келси Гремер, кој што го знаеме од Фрейзер. Тој го глуми доктор Джефри Скедон, односно тоа е еден од професорите на Данч, кои што успеале да бидат шармирани од страна на овој социопат, односно да му дозволат да се искачи во хиерархијата, да ги заврши годините, да дипломира и да си ја добие собствената лиценца која што ја барал, за да може да оперира на луѓето. Едноставно, ова е еден од неколкуте доктори кои што премижуваат на неуспесите на Данч и повеќе се воодушевени од идејата за него, односно тоа што тој се представува, а не од неговата спретност и способност да се справи со потфатите и зафатите кои што доаѓаат, односно предизвиците кои доаѓаат од самата професија, која и тоа како не е за да ја работи ако не сака да вложи и да се подобри и на тој начин да ви ги спасил сите животи на луѓето кои што ги ја даваат довербата да завршат во неговите раце, а наместо тоа тие се осакатени, односно се инвалидизирани до крајот на нивниот живот благодарение на неспретниот доктор кој што доколку системот овозможуваше, а треба секој систем тоа да го прави, да може да се ревидираат неговите поставки со оглед тоа што сите операции се снимаат, да може да се заклучи дека не е способен да ги изведува овие потфати и да се отстрани што е можно побрзо од операционата сала. Меѓутоа, ете, некому му одговарал тој да биде таму, едноставно имал добар грб, добра позадина, што би рекле ние во Македонија, имал добри врски за да си остане на позицијата, а поради тоа што луѓе си ја работат својата професија благодарение на врските кои што ги имаат, а не на способноста и капацитетот да ја работат својата професија, сите ние сме невините жртви на нив и на нивната небрежност и на нивната ароганција. Така што се додека не се анулираат овие врски и квалитетот не биде на прво, второ и трето место, и според него да биде единствениот критериум по кој што ќе се бараат луѓето кои што треба да ја завршуваат таа професија, сите ние ќе плаќаме цените о кои што некои од пациентите на овој доктор платиле со нивниот живот. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, во продолжение го слушаме бендот Smoke, односно тие го издадоа нивниот албум Groupthink. Ставно збор за уште еден американски бенд, очигледно денес ќе се задржиме целокупно на американскиот континент, кои што ни доаѓаат од Линчбург, односно од Вирџинија. Од овој албум, кој што е една комбинација на јужњачки фаз, на дум елементи, кои што се во комбинација со стонер провиненцијата на овој бенд, ќе ги слушнеме композициите си имам Temple, ќе ја слушнеме Davidian и одличната The Son of Man. Така што во продолжение ги слушаме Smoke и се враќам во да ви говорам за одредени спецификации, односно карактеристики кои што и поседува ТВ серијата Доктор Деф. Уживајте.
Вие слушате Радио Канал 103, ова е 68-то издание на емисијата TV103, посветено на ТВ-серијата Доктор Деф, а за самиот крај на емисијата сакам да ви потенцирам неколку спецификации, односно карактеристики кои што ја одбележуваат оваа серија, која што за жал нема најава, има само една бела титул карта на црна позадина, толку мрзеливо е начнато појавувањето на секоја епизода. Односно, ова сметам дека е една од многуте ТВ серии кои што ја пропуштаат можноста и шансата да буквално да употребат некаква си интересна анимација или па можеби монтажа со некој си трикче плюс за префрлување двојна експозиција или дисолв или која и да е идејата да се направи нешто уникатно, едноминутно барем филмче која што ќе биде некаква сума сумарум по која што би била препознаена самата серија, меѓутоа за Доктор Тет не се потрудиле ни за тоа. Режисери се Меги Кили, која што ги режира првите две епизоди, управи пилотот, а потоа Дженифер Морисон и Сојун Ким се надополнуваат со по неколку епизоди. Неколку епизоди, значи грст автори, унифицитарна е визијата на самата серија. Музиката ја работат Атикус и Лео, односно Леополд Рос и Ник Чуба. За крајот на емисија ќе слушнеме неколку од нивните атмосферични композиции каде што си поигруваат со исчекувањето на гледачите. Во поглед на сценографијата забележуваме операциони сали, клиники, барови, судови, домови, забави, едноставно интериери во кои што е ситуирана оваа серија. Во поглед на фотографијата има мешавина на дневно светло, интериери со насочено светло во операционите сали, и нема дополнителна употреба на некаква си значено артифицијално светло за хиперстилизација. Поглед на монтажата, иако серијата трае 6,5 сати, сметам дека некаде не беше доволно добро затегната, не беше задржана тензичноста на ниво, тргни застани беше потерата по Доктор Данчпо, затоа мислам дека не беше добро избалансиран ритамот на самата серија, тонот веќе беше унифицитарен и беше воспоставен со натежнување повеќе на мелодрамата отколку на трилер секвенците, меѓутоа тоа можеше да се реши со едно скратување, една ефективна драматуршка липосукција. Во поглед на костимографијата и шминката, настаните нели се во скорешно минуто, така што облеката се обвестува на спрегата на изминатите 2 децении со едно навраќање на студиите на докторот и пациенти пред и по операциите веќе не личат на себе. Во контекст на надприродното, оваа серија нема ниту еден чинител и ефект кој што сведочи за тоа. Поглед на хуморот и еротиката, има обид за хумор кој што се создава преку вообразениот лик на кој глуми Кристиан Слейтер, а еротика да не ви падне на памет да се појави овој чинител на Пикок, мислам, срам да ви удуд. Поглед на ефекти, неважни се и да ги има во оваа серија, не е фокусот на оваа вештина, односно вајарството во филмот. Поглед на флешбекот за потеклото на докторот е ставен самиот флешбек во неколку рамништа на епизодите, значи ни навраќање, ни клисури се воспоставуваат со спрегите во минатото и секако студиите на докторот и не се интензивира употреба на халуцинација, освен во моменти кога се губи свеста заради тоа што е под дејствие на наркотици и се успорува снимката. Поглед на жанрот, ова сепак е криминалистичка драма, стилизираниот јазик е англиски на кој што се говори, а во контекст на статилците уште еднаш ќе потенцирам, преголем е празниот од во епизодите, недоволно се прикажани осакатувањата според мене за мој вкус, нема поигрување на визуелен план, има многу замрување и дистанцираност пред се во самата потера, кои што сметам дека можело да бидат подобро искористени за да се задржи таа иницијална тензија која што ја поставува докторот, односно потрагата по самиот доктор во поглед на континуитетот на епизодите. На моменти се губеше интензитетот во потерата, шенаш потенцирам што е разбирливо, значи нема 6 часа кои ќе бидат под постојан притисок ликовите, има празен од во нив, затоа што е мелодрама пред се опрашање, да беше трилер и тоа како ќе беше потенцична тензијата поголема. Во поглед на градењето на ликовите, фокусот е ставен на Кристофер, но и неговите прогонувачи си имаат убава арка и мотивација за својата цел, има фокус поставено и на жртвите, кои се во поголем број, за да може да
се обрне под еднакво внимание на сите, за жал. Поглед на адаптацијата веќе посочив дека се работи за подкаст кој што веќе има 3 сезони и ако ве интересира нешто повеќе за Доктор Дев, го имате, се извинувам, и документарецот Доктор Дев би Undoctored Story, се извинувам, потоа има исто имениот документарец Доктор Дев и уште неколку изданија кои што се посветени на овој доктор во документарна форма. Слични серии. Може би најдобра паралела може да се направи со Допсик, за која што ви говоре во рамките на ова емисија, потоа аналогија може да се направи и со Bodies, Mary Kills People, License to Kill, House, се разбира, A Wilderness of Error, The Shrink Next Door, The Act, Body of Proof, Dirty John, The Serpent, When They See Us, сите серии на Райан Марфи, да не ги редам, односно сите итерации на American Crime Story, потоа Nurse Jackie, сите криминалистички документарни серии, Interrogation, Wakefield, Defending Jacob, Prodigal Son, Dexter, Your Honor, You, True Story, Truth Be Told. Значи, мал милион на мелодрами кои што имаат трилер и хорор елементи во себе, во контекст на самата атмосфера таа е шокувачка, гледливоста е загарантирана и убедливоста е постигната во поглед на епилогот, реалноста ја создава разрешницата на ова случување, така што соодветно е добивањето на тоа што го заслужува подмолниот хирург во поглед на самата евалуација на серијата. Од мене ќе добие на преценета 8 од 10, заради тоа што сметам дека ретко кој би можел да ја преслика ова серија, односно се има изборено за правата да ја адаптира ова подмолна личност во играна форма, така што тука ги добиваат поените пикоко од моја страна, заради тоа што се имаат изборено и на пристоен начин го имаат реализирано ова милје. Меѓутоа, да беа порадикални во самиот зафат, мислам дека интригантната пред се серија која што реалноста ја има испишано, ќе ја заслужеше многу подобро ова оценка, меѓутоа, ајде да речеме дека како и самиот доктор, така и јас со врски им давам 8 од 10, иако е ова чиста седмица за ако веќе мора да бидеме ние реални и доследни на оценката. Меѓутоа, заради тоа што е една од малките серии која е направена за овој случај, мора да ја добие честа. Погледам продолжение. Веќе подкастот има 3 сезони, така што убаво би било овој мини серијал да го задржи тој антолошки формат и да стане најдоброто нешто што се појавило на Пикок. Би гледал други свирепи доктори како што Касапат на дело, како што би потенцира во другите 2 сезони на подкастот, па се надевам дека Пикок ќе ја забележат големината која што ја има, односно квалитативите кои ги поседува Доктор Дев, за разлика од останатите нивни одвратни ТВ серии, и ќе вложи за негово подобрување и продолжување со наредни случувања кои ги тангираат овие подмолни доктори. Така што, тука можеме да го затвориме ова издание на TV103. На крајот на емисијата, како што ви ветив, ќе слушнеме композиции на Етикус Рос, Леополд Рос и Ник Чуба, односно Ник Чуба, предпоставам дека го знаете по Manhunt Unabomber како композитор, а оваа година ја работи Operation Varsity Blues, односно музиката за овој филм. Се извинувам, а за Атикус нема потреба да ви потенцирам која е величината на овој Оскаровец кој што работи заедно со Трент Резнор. Оваа година заедно овие тројца ја работат музиката и на Operation Varsity Blues покрај Доктор Дев, иако минатата година Soul Monk и Dispatches from Elsewhere беа нивните потфати во рамките на менската музика. А Леополд му помага кога може, односно тој ќе соработува на сите овие ТВ серии со оглед на тоа што компонира и за Britney vs. Spears, односно за документарниот потфат. Така што ова е добро проверена екипа која за крајот на емисијата ќе може да слушнете со неколку композиции кои што сведочат за овие исчекувачки амбиентални дела по кои ќе биде препознаен на звучно рамниште самата серија.
Вие го слушавте 68-то издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализирав квалитетите и недостатоците на доктор Дев. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.